Ова е студентски парламент на UKLO FM 90,8 МHz. Почитувани слушатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио UKLO FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Започнуваме ново издание на емисијата Студентски парламент, во кое денеска се навраќаме на минато неделното одбележување на 25 април, денот на основањето на UKLO. 45-тиот роден ден UKLO го посвети на студентите. Останете заедно со нас на 90,8 да слушнете кои моменти од настанот кој се одржа на 25 април 2024 ги издвоивме за денеска. Ке започнеме со музика. Рече ке ме сакаш, дур си жив, дур си жив. Рече ке ме чуваш во свој филм од туги допири. Зошто не е така? Кажи ми, зошто не е така? Како што кажавме во најавата, денешното издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио UKLO FM Битола е посветено на минато неделното одбележување на 25 април, денот на основањето на UKLO.
45-тиот роден ден, Универзитетот Свети Климент Охридски Битола го посвети на студентите, на оние бившите, на сегашните и на оние кои доаѓаат. Присутните гости, менаџментот на универзитетот, професорите, студентите, пријателите на УКЛО има можност да се потсетат на почетоците, но и да ја видат иднината на УКЛО преку панел дискусија, изложби со представување на новите УКЛО списанија. Ним, како што носи редот, им се обрати ректорот, професор доктор Игор Неделковски, кој нагласи дека одбележувањето на 45 годишнината е само дел од настаните кои следуваат. Во оваа јубилејна година во која славиме 45 години од формалното основање, односно здружување во Универзитетот Свети Климент Охридски и 100 години од почетоците на функционирањето на овој универзитет. 100 години од основањето на најстарата единица на нашиот универзитет, Институтот за Тутун, процес кој потоа во тие 100 години следел со основањето на денешните 12 редовни и 5 придружни членки. Затоа, реков, денеска е увертира. Крешендото на прославите ќе биде на 11 и 12 септември. Во Битола ќе се одржи Генералното собрание на форумот на ректори од Југоисточна Европа и форумот на ректори од Колорс Алијансата. Тоа значи околу 50 ректори или проректори ќе бидат присутни на нашиот универзитет, во нашиот град, да се задаваат тие два дена, а ние да им презентираме кои сме и што сме. А што значат за студентите 45-те години на УКЛО? Ева Нешковска, студентка во 4-та година на Педагошкиот факултет во Битола, даде одговор на прашањето. Денеска сме сите заедно. Бивши, сегашни и идни укловци. Славиме 45-ти роден. Славиме не затоа што сме постари, туку затоа што сме станале помудри, побогати со знаење, со вештина, со животно искуство кое не прави посилни. 45 години значат дека веќе одамна се поминати детските болести, тинеџерските бубачки и пеперутки. Сега, ако гледаме според човечките години, би требало да кажеме дека сме средновечни. Но ние на УКЛО сме постојано млади, секогаш вечно заљубени. На УКЛО ни ги отворија вратите за од нас да направи професионалци и експерти во своите области. Благодарни сме и на нашите професори и ментори, кои стануваат наши пријатели. 45 години значат над 40.000 УКЛО индекси, кои красат спомени од деновите минати во предавалните, амфитеатрите, лабораториите, надпреварите, од патувањата, од студентските забави, излети, навивањата од спортските терени. На настанот со кој се одбележаа 45-те години на УКЛО, односно денот на основањето на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, со панел дискусија се одбележа уште еден значаен ден – 90 години од првото студентско здружение во Битола, основано во 1934 година. За здруженијето говореше професор доктор Александар Стериовски, поранешен проректор на УКЛО, еден од најстакнатите хроничари на Битола. Од него дознавме дека основачкото собрание на Здруженијето на битолските студенти се одржало на 19 август 1934 година, но идејата за него била стара најмалку 8 години. На виделина излегле полно проблеми со кои се мачеле студентите, посебно посиромашните.
Причината да се избере месец август била сосема оправдана. Студентите тогаш биле на летен распуст и во поголем број во градот. На собранието се собрале 60 на студенти од разни универзитети и факултети на предвоена Југославија, но и такви што се школувале и надвор од земјата. Целта на основањето на Сдруженијето била студентите меѓусебно да се запознаат, материјално да им помогнат на сиромашните колеги и секако сите да добијат културно, просветно и стручно усовршување. Прашањето за градска библиотека станало задача на која требало да и се даде приоритет во натамошната работа, бидејќи учебници не секој можел да има. Професорот Стериовски со гордост истакна дека токму членови на ова Сдружение на битолските студенти станале наши академици, професори и лекари. Во прилог на ова беше кажано дека токму битолчанецот Георги Заровски го имал индексот број 1 на Медицинскиот факултет во Скопје, основан во 1947 година. На панелот се зборуваше и за студентското организирање денес, но за тоа по музичката пауза. Бидете со нас на 90,8 МГц. Во моите мисли танцуваш ти, живееш овде во нив. Повторно се прашувам, но не знам дали веќе ме преволи ти. Откако не нема нас, спијам сама, некако знам не крај. Чувствувам разделата е илузија, те сакаш и повеќе знам. Ти си мој, само мој. Кали да одиш, секогаш ке останеш мој, само мој. Која и да дојде, нема да те има за свој. Секогаш мој, до небо, небо високо, од небо до дно, мој. Во мислите твои танцувам јас, силно ме чувствуваш, знам. Велат дека не си сам, но во сите ноќи јас сум ти единствен здрав. Ти си мој. Каде да одиш, секогаш ке останеш мој, само мој. Која и да дојде, нема да те има за свој. Ти си мој. Каде и да одиш, секогаш ке останеш мој, само мој. Каде и да одиш, која и да дојде, до крај на ова време, секогаш ке останеш мој, само мој. До небо, небо високо, од небо до дно, до небо, небо високо, до дното длабоко и нераскинливо. Ти си само мој. А за студентското организирање на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола денес на панел дискусијата организирана во рамките на прославата по повод денот на основањето на УКЛО говореа Борис Гушевски, актуелен лидер на студентите, и студентскиот правобранител Стојанка Ќупчева.
И двајцата се избрани на непосредни избори, доверени им се водечки задачи од студентите и за студентите. И се това го остваруваат во новата развојна фаза на УКЛО, кој што во поширокиот контекст делува како конститутивна членка во Европската универзитетска алијанса Colors. Беше кажано дека последниве години на УКЛО се исполнети со особена динамика. Модернизацијата го вклучува студентот, студентското живење, унапредувањето на нивните права, динамично учество на студентите во сите домени. Студентите на УКЛО тоа го остваруваат со нивни избрани представници во факултетските студентски собранија и универзитетското студентско собрание, од каде делегираат членови во органите и телата на управување со универзитетот. Еве што рече за активностите на Универзитетското студентско собрание председателот Гушевски. Денес Стојан Дудове е председател на Универзитетското студентско собрание на Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола, со една цел да ги назначам и да ги опишем активностите кои што ние ги споредуваме како едно студентско собрание. Пред се прва активност која би сакал да ја напоменам, која беше на почетокот од мандат, таа е активност со научен карактер, тоа е Универзитетската студентска конференција, на која што се презентираат студентски трудови, кои што ние ги изработувавме студентите, за тоа добивме огромна поддршка од вас професорите и од нашите ментори. Следни активности кои што сакам да ги нотирам се активностите работолниците со креативен карактер, како што е, например, работолница во која што ние дизајниравме наши собствени маички на Универзитетското студентско собрание заедно со Европската алијанса на универзитети Colors. Потоа ги назначуваме и работолниците со надпреварувачки дух, како што беше надпреварот по ораторство УКЛО Тривиум, кој што се одржа овој понеделник оваа недела. И потоа сакаме да ги напоменаме активностите од спортските активности, како што беше турнирот за баскет 3x3 и некој планинарски тур. Проблеми, предизвици секогаш има и од секогаш имало и проблеми, предизвици имат најразличен карактер. Ние сме тука како студентско собрание, не јас самиот, туку со членовите на Универзитетското студентско собрание кои што можем да ги погледнем тука низ публиката. Ние работиме на обласно ангажирани со работа со цел да решаваме на тие проблеми и предизвици на најдобар можен начин, бидејќи ние сме на студентска заедница која ги слуша студентите и работи во нивна полза со цел за подобрување на нивниот стандард не само на нашиот универзитет, туку и на сите студенти на нашата држава. Стојанка Ќупчева, актуелен студентски правобранител на УКЛО, кажа дека до студентите испратена анкета за да се добијат податоци колку тие се информирани за делувањето на Институтот студентски правобранител, но и за функционирањето на другите студентски тела. Студентите се изјаснија дека делумно се запознаени со своите права и обврски. Студентите се изјаснија дека делумно се запознаени со функционирањето на студентските тела, што се студентски правобранител, Универзитетско студентско собрание и Факултетско студентско собрание. Ние со колегата Борис заедно активно се трудиме да ги мотивираме нашите колеги студенти, а воедно и да им помогнеме да ги запознаат повеќе своите права, да ги запознаат повеќе своите обврски и да се запознаат повеќе со овие тела, како и да се вклучат во истите. Ние сме горди на нив, се надевам дека и тие се горди на нас. Колеги мои, укловци, ангажирајте се повеќе, бидете активни повеќе. Храбро зграбете ја секоја можна прилика, покажете на општеството дека ние сме студенти, дека ние можеме, дека ние знаеме. Ние сме идејата на овој општество. Пријавувајте неправди, реагирајте на неправдата, обратете се кај мене како студентски правобранител, мојата функција е да ги застапувам вашите права. Доколку не реагираме на неправда, е еднакво колку да се согласуваме со истата. Доколку не реагираме на неправда, тоа значи дека трпиме, а не смее така да биде. Студентските права постојат и студентските права мора да бидат почитувани. Студентите се најмал процент од купното население не само на државно ниво, туку и на светство, односно се 1%, а се најмоќен. Колеги, студенти, во нас е силата.
Одиме повторно со музика, а вие останете на 90,8 да слушнете повеќе и за новите УКЛО списанија за кои што се зборуваше на прославата по повод 45 години од основањето на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Ти ми правиш бум во глава и бум во срце и немам сила веќе да те погледнам во лице. Ти ми правиш бум во глава и бум во срце да не можам на друг да мислам освен тебе. Ти се појавуваш и се застанува милион мисли како да те добијам. Ти се враќаш како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг и немам каде јас да побегнам. Како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг и немам каде јас да побегнам. Бум бум бум, бум 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 и немам каде јас да побегнам. Ти се плашиш да ме сакаш, а сакаш да те сакам. Ме полудуваш што одиш без се враќаш. Се плашиш да ме сакаш, а сакаш љубов моја. Ништо не ми даваш, само сакаш да сум твоја. Ти се појавуваш и се застанува милион мисли како да те добијам. Ти се враќаш како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг и немам каде јас да побегнам. Како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг и немам каде јас да побегнам. Да побегнам. И немам каде јас да побегнам. Бум бум бум, бум 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 и немам каде јас да побегнам. Бум 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 бумеранг, бум бум бумеранг и немам каде јас да побегнам. Како бум бумеранг, бум бумеранг и немам каде јас да побегнам. На свеченоста по повод одбележувањето на 45 годишнината од основањето на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, проректорката за студентски работи професор доктор Јасмина Буневска-Талевска пред присутните го представи првиот број на Нови хоризонти, списание за студентски истражувања и зборникот на студентски трудови од одржаната Универзитетска студентска конференција во 2023 година. За какви списанија станува збор, слушнете од неа во продолжение. Во ова списание се содржани најдобрите 6 студентски трудови од изминатите 2 студентски конференции одржани во декември 2022 и декември 2023 година. Ова се најдобрите 6 студентски трудови согласно оцените на Комисијата за студентски работи, Комисијата за издаваштво и Меѓународниот програмски одбор, но за да не ги изоставиме сите студенти на УКЛО и сите нивни студентски трудови, подготвивме и зборник на трудови. Зборникот на трудови ги содржи сите останати студентски трудови кои што беа презентирани на Универзитетската конференција во декември 23-та. Зошто само од конференцијата 23-та, бидејќи имавме одредени подобрување на техничкото упатство, меѓутоа за да не ги забораваме студентите кои учествуваа на конференцијата во 2022 ќе подготвиме зборник на абстракти од конференцијата во 2022 и зборник на постери од двете студентски конференции. На тој начин, ниту еден студент на универзитетот нема да биде запоставен и ниту еден студентски истражувачки труд работен под менторство на професори кои што излегуваат од својот комфор и дополнително го користат своето време за да работаат со студентите, нема да биде изоставен, односно секој еден труд ќе биде забележан во мемоарите на универзитетот и во публикациите на УКЛО.
се промовира и првиот број на двојазичниот студентски магазин Uplo Colors, производ на напорната работа, ентузијазмот и посветеноста на група студенти од различни единици на УКЛО, вклучени во различни настани во рамките на активностите од Европската универзитетска алијанса Colors. За Uplo Colors говореше асистентката од педагошкиот факултет магистер Марија Стојановска. Почитувани присутни, со огромно задоволство и голема радост ви го представуваме првиот број од студентскиот магазин Uplo Colors. Ова е финалниот производ на напорната работа, ентузијазмот и посветеноста на група студенти од различни единици на Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола. Во изминатиот период студентите се активно вклучени во различни настани во рамките на активностите од Европската универзитетска алијанса Colors и за овој број се обидоа да ги издвојат најзначајните настани и активности и да ги представат пред пошироката јавност. Боите оживуваат кога има светлост, па така виолетовата боја го оживеа нашиот универзитет и ги раздеа своите нијанси, спојувајќи се со другите бои на Colors. Студентскиот магазин содржи текстови и слики од лансирањето на Европската универзитетска алијанса Colors во Падерборн, која им отвора на студентите и на универзитетот многу нови можности. Исто така слики и текстови од студентската конференција која е организирана од универзитетот и од Универзитетското студентско собрание, која им овозможува на студентите да ги покажат своите знаења и способности на најдобар начин. Споделени се информации за учеството во работилници, надпревари, интеркултурни настани, за преведувачките проекти на студентите, за дизајнирањето на маичката на Универзитетското студентско собрание, која можете да ја погледнете тука. Застапени се и практични совети за поефикасно учење, а истакната и важноста на спортот и општата добросостојба на организмот. Студентскиот магазин е двојазичен, односно македонско-англиски, за ова креативно дело да биде видливо и надвор од нашата земја. Во подготовката, преводот од македонски на англиски јазик и лектурата на прилозите, како и во техничкото уредување на магазинот, беа вклучени креативни и мотивирани студенти од Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола од сите 3 циклуси на студии. Огромна благодарност упатуваме до редакцијскиот одбор составен од проректорката, професор доктор Јасмина Буневска-Талевска, до професор доктор Рената Петревска-Нечковска, до професор доктор Силвана Нешковска, магистер Елизабета Ангелеска-Танасовска и магистер Сонја Тантарова-Груевска, кои неуморно и посветено работеа за сега студентскиот магазин да го имаме во наши раце, за да го споделиме со вас и со свет. Своите преведувачки способности ги покажа и лектор магистер Елена Шалевска, асистент магистер Марија Стојановска и студентите Ева Нешковска, Димитар Атанасовски, Иван Джојановски од Педагошкиот факултет во Битола и изворената креативност на студентките Катерина Стојковска и Марија Митревска од Техничкиот факултет од Битола, изразена преку нивните графички способности, направи ова дело да изгледа толку прекрасно. Прилози во ова списание подготвија и професор доктор Рената Петревска-Нечковска, Стојанка Купчева, Дарија Четинато и Викторија Лошковска, а за нивна лектура се погрижија професор доктор Силвана Нешковска на англиски јазик и асистент магистер Марија Стојановска на македонски јазик. Им се заблагодаруваме на сите што го дадоа својот придонес во подготовката на магазинот Uplo Colors. Им благодариме на професорките што посветено и неуморно работеа со студентите и им честитаме на студентите за успешно започнатата мисија. Посакуваме таа да продолжи во годините што доаѓаат и да го направат Uplo уште повидлив во пошироката јавност. Да останат запаметени во универзитетската архива за секогаш, затоа што студентите на вистина има што да ни кажат, затоа што нивниот глас вреди да се слушне овде и сега, секаде и секогаш. Tú y yo, en la cama tú y
Bože daj se topев pred tebe ko da sum ja šeke na тоа ке остане. Времето си лета кога помина, лето е среќа се смеам на глас. Секој пат кога на тебе јас ке помислам и знам нема никој како нас. Знам дека ме мислиш како што те мислам јас. Фантазија и ризик би се вратил ти 100 пат. Секој ден во себе те препознавам магично тебе. Секој миг е сега авантура за која се спремам и без див ја сторам. Секогаш кога од тебе одам, но те знам јас тебе нема да ме оставиш мене. Ова чувство е се од небо на земја, па каква дилема. Нема назад враќање. Пато сега лесен е, те гледам за себе, ти светиш ко мене. Еден за друг ние сме. Времето си лета кога помина, лето е среќа се смеам на глас. Секој пат кога на тебе јас помислам и знам нема никој како нас. Знам дека ме мислиш како што те мислам јас. Фантазија и ризик би се вратил ти 100 пат. Секој ден во себе те препознавам магично тебе. Секој миг е сега авантура за која се стремам и без див. Честитајќи го 45-тиот роден ден на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и посакувајќи уште поголеми негови успеси во иднина, го завршуваме денешното издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди и водеше главниот одговорен уредник на УКЛО ФМ Битола магистер Сонја Тантарова Груеска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Разделба на усните почива, љубово срце мир не дава. Љубовта треба да победи, светлина од гради да излези. Само љубов, љубов дај и не престанувај. Само љубов, љубов дај, ова нема да е крај. Само љубов, љубов дај и не престанувај. Само љубов, љубов дај, ова нема да е крај. Само љубов, љубов дај и не престанувај. Само љубов, љубов дај, ова нема да е крај. Твоите бакнежи најсладки, мои се копнежи најгорки. Љубовта треба да победи, светлина од гради да излези. Само љубов, љубов дај и не престанувај. Само љубов, љубов дај, ова нема да е крај. Само љубов, љубов дај и не престанувај. Само љубов,
Укло ФМ, Битола. Април 2024 година. 24 часа секој ден на 90,8. Укло ФМ, Битола.